Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Зошто доцни предлог законот за амнестија за дел од обвинетите за 27 април? Дали одбраната на браќата Младеновски и особено на Александар Василевски Нинџа ја смени динамиката на процесот на помирување? Вие како обвинет, кога давате одбрана, имате право да кажете апсолутно што сакате, што и не мора да биде во содейство со вистината. Тоа би значило дека тоа што Нинџа вели дека критичниот ден влегол во зградата на ВМРО ДПМН и дека на 8-миот спрат ги видел тие и тие треба да се земе со резерва. Unë do ta kisha marrë me rezervë çdo deklaratë të pandehura, por në të njëjtën kohë nuk do ta kisha hedhur tërësisht poshtë, si tërësisht të pa vërtet. Уште од самиот почеток имате критичен однос кон идејата воопшто за амнестија, па и на делот обвинетите. Дали се уште сте на тој став? Absolutisht po, për shkak se unë mendoj që bëhet fjalë për një sulm shumë të rëndë në demokracinë e një shteti. Што мислите вие за законот за амнестија? Значи, онаму каде што има политичка волја за разрешување на одредени настанати ситуации, а се со цел напред и просперитет, мислам дека е во ред. Останете со нас, дебатата почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Новинарката Катерина Блажевска во својата денешна колумна за порталот Призма по вчерашната одбрана на Александар Василевски Нинџа, еден од обвинетите за настаните од 27 април, меѓу другото коментира: да не бидеме наивни. Точно се знае кои политички нивоа и личности би биле вклучени во подготовка за предизвикување и спроведување таква операција. Затоа без импровизации и глорификација на трошките што некои обвинети сега ги донираат на судската маса за да издействуваат олеснителни околности за себе, како што тоа го правеле и досега. Такви конфекцијски сведочења, скроени по нечија мерка, кои боже нешто откриваат, а многу повеќе сокриваат, доаѓаат храбро, откако Груевски и Бошковски веќе не се овде, а раскажувачите не знаат ништо повеќе за своите улоги во тој настан. Тоа не води кон расветлување на 27 април, туку кон заштита и зачувување на клучните ресурси за некој нов 27 април, коментира Катерина Блажевска. Добро вечер и добре дојде, им велам на Ружица Николовска. Добро вечер, благодарам за поканата. На обвинетиот Горан Ѓошевски, шеф на обезбедувањето на поранешниот председател на Собранието Трајко Велјановски. Благодарам што сте со нас. Благодарам. И Беса Арифи, универзитетски професор по казнено право, проректор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Благодарам на поканата. Ке почнеме со адвокатката. Како го доживувате она што во судницата се случуваше во последните неколку дена? Привлекува многу внимание. Треба ли да биде така? Прво и основно, она што јас би го кажала е дека тоа што ќе го чуете вечерва од мене ќе биде всушност дебатирање и коментар од страна на адвокат, односно на професионалец. Јас не би можела да коментирам во тој дел политички како звучи, што звучи и така натаму. Она што сакам да го истакнам е следново. Имено во изминативе неколку денови следам исто така по медиумите и често пати гледам се пишува и се вели сведочење. Прво би сакала една дистинкција да направиме. Во овој случај станува збор за давање на одбрана од страна на обвинетите. Така да самото тоа толкување како сведочење ми е некако неконзистентно со целата постапка, бидејќи тоа е право на секој обвинет кој смета дека му е целисходно да ја изнесе својата одбрана и нормално во консултација со свој одбранител. Како дополнување на ова што го велите, еве и од обвинителството денеска за дел од медиумите велат дека секој даден податок или исказ треба да биде подкрепен и со други докази, имајќи предвид дека осомничените обвинетите во постапката можно е да не ја кажуваат вистината, допрва ќе се собираат докази во насака на дадената одбрана на обвинетиот Нинџа и така натаму.
Апсолутно е така, затоа што знаете што правото да дадете одбрана е ваше право, мислам во смисла на обвинетите. Значи, доколку обвинетиот во консултација со бранителот смета дека е потребно да даде одбрана, ќе даде одбрана. Но тој не ја дава таа одбрана како што сведокот ја дава својата изјава, односно сведочењето со давање на заклетва. Што сакам да кажам? Секој кој што ќе даде одбрана, ќе даде на начин на кој смета дека му оди во корист. Но тоа не значи дека мора да е така. Вие како обвинет кога давате одбрана имате право да кажете апсолутно што сакате, што и не мора да биде во содейство со вистината. Дојче Веле на македонски јазик исто така денеска во детали се обидува да ја анализира одбраната на Александар Василевски Нинџа. Текстот е под наслов "Многу дупки во одбраната на Нинџа", се обидуваат некои делови кои што останале недоразјаснети или звучат контроверзно да ги поврзуваат со дел од улогите што ги имал Нинџа во минатото и да извлечат заклучок каков што извлекле. Арифи, да, повелете. Сакам само да кажам дека сепак на крајот судот е тој кој што ќе ги цени сите докази. Секој поединечно и сите заедно. Што значи дека секоја поединечна одбрана дадена од секој од обвинетите, односно од оние што дадоа, се разбира дека ќе биде ценета во корелација и со материјалните докази и со другите вербални докази, односно со изјавите на останатите сведоци. Арифи, дали би се согласиле, бидејќи во добар дел она што го чувме од господја Николовска, и од овие текстови и анализи кои што денеска се појавија во делот медиумите, пораката е дека треба да се има една дистанца, сепак од она што вчера Нинџа го зборуваше пред судот во своја одбрана. Се разбира, велам, дали е тоа и вашиот генерален став или сепак имате друго мислење? Njërë më pari duhet pasur parasysh se kjo është deklarat e të pandehurit në mbrojtjen e tij. Dhe aty pajtohem, domethënë në folsen paraprake, që faktikisht duhet bërë dallim ndërmjet dëshmisë së dëshmitarit edhe deklaratës së të pandehurit në një procedurë penale. Dhe gjithçka që thuhet në procedurë penale duhet të dëshmohet me anë të dëshmive. Bara e provës në procedurën penale bie mbi atë që pohon një gjë. Në qoftë se i pandehuri në fjalë pohon se janë kryer veprime të tilla, të njëjtat normal mbrojtja e tij duhet i dëshmoj përmes dëshmimit. Дозволете заради динамика. Тоа би значило дека тоа што Нинџа вели дека критичниот ден влегол во зградата на ВМРО ДПМН и дека на 8-миот спрат ги видел тие и тие, треба да се земе со резерва. Unë do ta kisha marrë me rezervë çdo deklaratë të pandehurit në një procedurë të tillë të komplekse siç është procedura për 27 prillin, por në të njëjtën kohë nuk do ta kisha hedhur tërësisht poshtë si tërësisht të pa vërtet. Е куптани. Може ли да ја чуеме Билјана Бришковска-Бошковски, една од посочените вчера од Александар Василевски Нинџа, дека била на 8-миот спрат во ВМРО ДПМН, од каде според него доаѓале главните наредби и команди за тоа што се случувало тој ден на 27 април пред и во собранието, пак ќе ја продолжиме дебатата. Да видиме изјавата дадена денеска за телевизија Телма. Станува збор за изјава дадена од обвинето лице во судска постапка. Во таа насока не би сакала ништо да коментирам, бидејќи колку што знам, процесот е во доказна постапка и самиот исказ од страна на обвинето лице во таа постапка не би го коментирала во јавност. Доколку јавниот обвинител поклони верба на исказ кој што е даден од обвинето лице, кој што, како што вчера видов по медиуми, занимање му е давање на искази во судска постапка или во обвинителска постапка, јавниот обвинител може да ме повика за исказ и тоа што имам да го кажам, ќе го кажам пред јавниот обвинител. Верувам дека јавното обвинителство, односно системот на правда во Македонија, прави разлика помеѓу вистините и невистините искази и верувам дека вистината на крај ќе излезе. Исто така сметам дека и ваквиот исказ може би е резултат и на одредени изјави мои во јавноста, меѓутоа за кои што сега во моментов нема ништо да коментирам.
Зошто Васите би спомнал Нинџа во исказот од сите? Па не ме спомна само мене, значи вчера во медиуми имаше дека одредени лица се спомнати во неговиот исказ, а кои што во изминатиот период беа вклучени јавно, значи дадоа одредени изјави во однос на целокупниот политички процес кој што се одвива во Република Македонија. Арифи, како го коментирате овој исказ на Билјана Бришковска-Бошковски? Па, добро, значи има вистина во тоа, како што рековме до сега, дека сепак е тоа изјава на човек кој што е обвинет. Меѓутоа, сепак тоа не значи дека тоа што обвинетиот го кажа не е точно. Во една кривична постапка не е важно кој што кажува и што декларира, што изјавува, нити во судницата, нити надвор од судницата, туку кој што може да докаже со докази. Сега да толкуваме малку за публиката, бидејќи предпоставувам дека имаше многу шифри, како да кажем, во оваа изјава на Бришковска, да. Таа на крајот прави алузија на тоа што таа е еден од поддржувачите или подписниците на јавното обраќање на дел од поранешните функционери на ВМРО ДПМН. Владимир Пешевски ја промовираше таа изјава во јавноста, со која што тие го поддржуваат процесот на помирување. И една од алузиите во оваа изјава е дека можеби на Нинџа некој му нарачал да сведочи на тој начин, затоа што дел од луѓето што се посочени таму, меѓу другото и Спиро Ристовски, се потписници и поддржувачи на тој процес. Па, веќе не знаеме, значи овие процеси се многу комплицирани и во многу аспекти се комбинираат, значи тоа што политички значат овие процеси и што правно значат. Од правен аспект на вистина, значи може да се дебатира за моментот кога изјавата е дадена. Меѓутоа тоа не би влијаело многу во однос на доказите. Доколку имало докази, за тоа би требало да се говори порано и исто така би можело уште сега, уште и во овој временски период да се докаже тоа доколку е тоа така. За мене посебно е проблематично фактот што тој во изјавата... Тоа сакав да ве прашам. Истата изјава ја дал уште во фаза на истрага пред обвинителството во јуни, мислам дека се вели. Да. Бидејќи ако е тоа така, значи обвинителството требало да превземе процесни действија уште во моментот кога таа изјава е дадена во таа фаза на истрага и во однос на тоа веќе да земе изјава и од луѓето кои што се спомнети во таква изјава. Сега јас не знам како тоа што правил обвинителот, така е, дали е повикан некој дали е повикан, дали не, од тоа што сега тоа се актуализира, може само да креираме впечаток дека тоа претходно не е направено или барем ние не знаеме дека тоа е направено. Меѓутоа, значи, реков, тоа треба да се дистанцата треба отпрека да биде од тоа да не се политизира целата работа, што очигледно се политизира и се поврзува со други процеси кои што се важни, например, во собранието и така натаму. Реков и пак ќе речам, значи во доказната постапка е важно што може да се докаже, а не тоа што се изјавува. Сега, интересно, извинете, ќе ви дадам збор, но од оние што беа споменати во овие последни неколку дена, се случи приведување и притворање на Владимир Атанасовски, поранешниот директор на УБК, но денеска од обвинителството, конкретно за него, веројатно сакајќи да направат разлика со овие вчера што беа споменати, велат дека во однос на приведувањето на поранешниот директор на УБК Владимир Атанасовски, од обвинителството велат дека му претходеа 3 лица кои дале еднаков и релевантен исказ, кој бил потврден и со други, овде вели искази, дали е докази, не знам, и затоа за него е така постапено. Видете, пак ќе се навратам на она што и на самиот почеток го кажав. Во однос на приведувањето на ова лице Владимир Атанасовски, точно е дека слушнавме за него од одбраната на тројца обвинети. Произлезе тоа. Во судницата, во која што, мислам, и ваши колеги беа присутни, слушаа и така натаму.
Јас само тука би нагласила една друга работа. Знаете како, се согласувам еве со професорката дека се работи за еден навистина комплексен предмет и нешто што е многу експонирано во јавноста и буквално се следи секој збор, секое искажување на било кој од судницата и интерпретацијата на сето тоа е лична. Значи, како некој ќе интерпретира или како ќе го свати сведочењето на некој сведок или давањето на одбрана на некој обвинет е лична работа. Меѓутоа, во однос на ова што сега го кажавте како соопштение, ако ве разбрав добро, од страна на обвинителството... Да, не е соопштение, одговор на новинарски прашања, но така, јас не знам, затоа што не сум вклучена во тој предмет, не можам да знам. Зборувам во делот на тоа што велат за Владимир Атанасовски, мислам како предмет, сигурно он има таму бранители. Дали има други докази или нема, тоа најдобро знае обвинителството. Да. Така да не би можела во тој дел нешто повеќе да коментирам. Многу е деликатно, бидејќи се што се кажува, навистина се може да се интерпретира од многу аголи и исто така тоа што се кажува може да биде неточно и во рамки на дадената одбрана, што е негово право, како што рековте, значи тоа не се прави под заклетва. Меѓутоа тоа не значи дека изјавите не се точни. Затоа викам на крај пак доказите се важни, бидејќи без разлика која е претходната состојба на давателот на тој исказ, сепак треба да се види во тој конкретен случај дали тоа е точно или не и дали може да се подкрепи со други докази. Така што може да биде и така и така, не Госпоѓа исклучено. Николовска, за јавноста да појасниме во која фаза е сега судскиот процес за 27 април. Своја одбрана дадоа сите обвинети. Вчера не сите. Не, Да. дел се Оние откажа од правото, така, од правото, да. но поентата ми беше дека заврши тој делот од постапката. Сега што следува, дали има уште нешто пред завршните зборови кои што практично и претходат на пресудата? Така е. Значи, сега сме се уште во една друга фаза, да кажам, во делот на доказната постапка. Имено, дел од обвинетите дадоа своји листи на докази на 22 август 2018 година, непосредно пред отпочнувањето на првото рочиште за овој предмет. Истите судот ги сметаше дека се ненавремени и не ги прифати тие листи на докази, но сега на последното рочиште и обвинителството, односно застапникот на обвинението, се произнесе сметајќи дека се работи за еден комплексен предмет, каде што треба да се запазат и да се почитуваат правата на одбраната, па дури и самиот застапник на обвинението предложи на судот да ги уважи тие листи. Кога велам листи на докази, тоа е она што е согласно Законот за кривична постапка, тоа се докази кои одбраната предлага да се изведат и тука спаѓаат и вербални, значи сослушување на сведоци, но и материјални докази. Следното рочиште е закажано за во За понеделник. во понеделник е закажано, Што треба да со се тоа случи што на... продолжуваме со изведување на докази на одбраната, на некои од обвинетите, бидејќи не сите обвинети имаат доставено такви листи, но и дел од обвинетите кои имаа предложено своји докази во целости ги повлекоа. Дали целата недела ќе биде посветена на ова? Па сметам дека да, би требало да продолжиме со сослушување на сведоци на одбраната. Дали неделата по неа би можело да се очекуваат завршните зборови или ќе биде рано? Ќе треба малку Па време? ќе видиме со кое темпо ќе се одвива сето тоа. Знаете, неблагодарно е да се каже заради тоа што имаме закажани сведоци за сослушување и не може однапред да знаеме колку временски ќе трае давањето на исказ на еден сведок, па да знаеме со кое темпо би Но одеве. можеме да заклучиме дека судскиот процес е во една напредна фаза, така? Апсолутно. Да. Апсолутно. Кое е вашето чувство како бранител? Не знам дали може да одговарате на такво прашање, но јас сум новинар, слободно ќе ви го поставам. Дали може би очекувате дека обвинителството на крај сепак ќе реши да го преквалификува делото за дел од обвинетите? Бидејќи да подсетиме, 31 лице се обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок,
а двајца за помагање при извршувањето на тоа дело. На почетокот се чинеше пресилна квалификацијата за делот обвинетите, но обвинителството до овој момент остана доследно и сите практично се обвинети за тоа дело. Знаете како? Јас, мојот став, уште од многу поодамна, и тоа исто во вашава емисија, во една прилика кога гостував... Кога се појави обвинението. Така е. Го имам искажано и ќе повторам лично како бранител, како адвокат, сметам дека не би можела да обстои таква квалификација, барем не за сите обвинети во процесот. Но што и како ќе превземе обвинителството, навистина не знам. Согласно праксата, да, нас не се случувало во други случаи, во други ситуации, да обвинителот во завршен збор изврши преквалификација. Тоа е неспорно дека се случува. Но дали истото ќе се случи во овој предмет, навистина не можам да прогнозирам. Особено што во меѓувреме, веројатно парламентот ќе усвои закон за амнестија на дел од обвинетите. Интересно е, тој предлог закон беше најавуван за денеска, дека веќе ќе влезе во собраниска процедура, но еве се случи одлагање. Дали сето тоа е поврзано на некаков начин со одбраната на Нинџа и претходно на браќата Младеновски ми се чини, останува во сферата на претпоставките, но факт е дека беше најавувано дека денеска тој закон треба да влезе во собраниска процедура, но еве го нема Арифи. Мислите дека може да бидат поврзани сите овие работи? Може да се поврзуваат во оваа фаза, во тој аспект, ако со таков закон се прифаќа дека некои луѓе биле помалку виновни од другите, разбирате, значи да има некаква толеранција за некои. Меѓутоа, во врска со преквалификацијата, јас мислам дека јавното обвинителство за организиран криминал тука имаше долг еден период, каде што навистина мислам дека тоа го користи за да види дали има доволно докази да оди понатаму со таа квалификација на делото, и кога го покрена обвинението, веќе беше јасно дека таа ќе биде квалификацијата. Јас не би очекувала дека тоа ќе се промени заради правни причини, може да се промени за други причини, меѓутоа и порано исто сме дебатирале на овој аспект, начинот на извршување на вакви комплексни дела, како што е терористичкото загрозување на уставниот поредок, опфаќа повеќе фази и вклучувањето на било која од тие фази значи извршување на кривичното дело и значи одговорност за тоа дело, за таа квалификација. Ајде ова нека биде вовед во вториот дел од дебатата, повеќе ќе биде посветен токму на ова прашање. Најавениот закон за амнестија или еуфемистички закон за помирување, што би требало тој да донесе, кои од обвинетите ќе бидат навистина опфатени со него, како ќе се прави дистинкцијата на тоа, кој ќе биде амнестиран и кога да, но за сето тоа по паузата. Благодарам за сега. Бидете назад. Вечерва во 360 степени дебатираме по последната одбрана на Александар Василевски Нинџа во случајот 27 април, а во очекување на најавениот закон за амнестија на дел од обвинетите во овој случај. Во студиото се Ружица Николовска, адвокатка на еден од обвинетите, и Беса Арифи, универзитетска професорка. Арифи, вие по самото лансирање, да речем, на идејата, уште од самиот почеток имате критичен однос кон идејата воопшто за амнестија, па и на делот обвинетите. Дали се уште сте на тој став? Absolutisht po, për shkak se unë mendoj që bëhet fjalë për një sulm shumë të rëndë në demokracinë e një shteti, edhe po ashtu mendoj që bëhet fjalë për një vepër shumë komplekse penale, që involvon rast të terrorizmit, edhe në asnjë mënyrë nuk do të kisha
aprovuar, do me thënë, një mënyrë të tillë të zgjidhjes së këtij rasti, duke e përfshirë në një ligj për amnesti, kur e dim se një gjë e tillë do të mund të përsëritet në të ardhmen prapë pa shumë probleme, sepse para se gjithashtu duhet të kemi parasysh se ai ishte, domethënë, një mënyrë e të ndaluarit të transferit të pushtetit. Објаснувањето е дека со законот, сега многу генерално е ова објаснување, ќе бидат опфатени оние кои што не учествувале во директното насилство и оние кои што не го организирале или немале командна одговорност во овој случај. Дури и ваков опфат за вас е неприфатлив? Çdo lloj, domethënë, çdo lloj amnestie do të mund të hap derën që në të ardhmen prapë të ketë trazira të tilla. Një njeriu normal dhe një qytetari që i zbaton ligjet e një vendi nuk duhet ti jepet mesazhi se hyrja e dhunshme në institucionin më të lartë ligjvënës të një shteti do të tolerohet. Pa marrë parasysh se kush ka ushtruar dhunë edhe si e ka ushtruar një dhunë të tillë, unë mendoj dhe akoma e kam domethënë të fuqishëm këtë mendim se vetë hyrja e tillë në parlament mundsoi të bëhet gjithajo të llovi atje edhe të mbaroj domethënë me ngjarjet e dhunshme pastaj. Kështu që nuk mundet të amnestohet vetë procesi si i tillë, pa marrë parasysh domethënë mënyrën se si ai erdhi deri në fund dhe pasoja çfarë u bën dhe rolin e dikujt më të rëndësishëm ose më pak të rëndësishëm. Unë mendoj se vetë mendimi i sulmit ndaj parlamentit kur aty duhet të ndodh transfer domethënë transferi i qetë i pushtetit është problematik dhe nuk duhet të tolerohet. Се разбира, ќе прашам интелектуалката Беса Арифи како на ова гледа низ призмата на потребата од имплементирање на договорот од Преспа, но сакам сега првично да го апсолвираме овој дел од прашањето. Што мислите вие за законот за амнестија и за опфатот за кој што се слуша дека ќе го има законот за амнестија? Пред да ви дадам одговор во овој дел, навистина би сакала еден мал, краток вовед во нешто. Кога велиме амнестија, помилување и така натаму, зборуваме за право на државата на милост, барем така е по книги, по теории и по пракса, кон одредени сторители на кривични дела, каде што всушност уште од најстари времиња државата си го задржала тоа право да ја опрости казната или да ги ослободи од кривично гонење заради различни причини. Факт е дека уставот им дозволува на собранието да дава амнестија, а на шефот на државата да помилува. Така е, да помилува. Тоа се двата институти преку кои што може да се оствари тоа право на милост, да кажам, на државата. Меѓутоа, ќе потсетам една друга работа. Амнестијата или помилувањето пред се амнестијата се случува и може да се случи заради различни причини. Правни причини, хуманистички причини или едноставно имате простување и од политички причини. Тоа е она што сметам дека во овој момент се случува. Заради состојбата во општеството, заради интересите на државата и одредени политички партии, може да дојде до една таква одлука. И знаете што? Тоа е акт на политичка мудрост. Заради тоа што сите сме сведоци што и како се случуваше. И јас ова барем од она што се пласира во медиумите како информации, прв слушнав и разбрав дека е премиерот кој што повика на подавање рака и на помирување. Верувајте, тоа е еден човечки гест. И доколку се изнајде модус и начин како тоа да се направи, би било веројатно соодветно. Конкретно за вашиот... Сакам само уште една работа. Слушајќи професорката што објаснуваше и како дојдов до еден заклучок дека има некој категоричен став, дека е против сето тоа. Јас навистина би ве подсетила исто така и за јавноста дека во историјата на Република Македонија не е непозната амнестијата. Значи, ние имавме закон за амнестија од 1991 година, каде што беа амнестирани 907 лица. Потоа имавме закон за амнестија од 1999 година,
каде што се однесуваше на сторители на кривични дела од областа на предизвикање верска, национална и расна омраза. Да не го заборавиме и законот за амнестија од 2001 година, кој што и како и во тоа време предизвикуваше големи полемики, а настана како резултат на Охридскиот рамковен договор, со кој што се ослободија од гонење, се запреа судски постапки и беа ослободени затвореници поврзани со воениот конфликт од 2001 година. Значи, онаму каде што има политичка волја за разрешување на одредени настанати ситуации, а се со цел напред и просперитет, мислам дека е во ред. Конкретно. Да. Морам тука да се надоврзам, бидејќи требаше да продолжите и понатаму за другите закони за амнестија, застанавте во 2001 година. И вообичаено тоа се случува, особено во разни дебати, кога се зборува за настаните кои што треба да се простат. И вообичаено настаните на 27 април од 2017 година се компарираат, се споредуваат со настаните од 2001 година. Јас не се согласувам со таа компарација најпрвин, врз основа на резултатите кои што се, како да кажам, врз резултатите на двата настани. Резултат на конфликтот, тоа беше воен конфликт, тоа беше, значи, вооружен конфликт, кој што резултираше со Охридски договор и кој што е друг процес, кој што не треба да се меша со овој што го имавме. Ако сакате да направите споредба за било каков закон, за амнестија, за терористичкото загрозување на уставниот поредок што се случи значи, се обвинува дека се случи на 27 април минатата година, тоа треба да се компарира, според мене, значи според моје лично видување, со кумановските настани. Бидејќи со тие настани е сличен. И двата настани се случија заради тоа што некој сакаше да ја задржи власта. И двата значи јас морам да завршам со ова. Значи и двата настани се случија со точно определени цели, кои што не беа нешто слично на Охридскиот договор и со нечии права, повеќе права на некој ентитет, туку исклучиво беа поврзани со една политичка гарнитура која што заврши со квалификација наречена од страна на Европската Унија како значи заробена држава. Така што не случајно и тогаш, знаете како тоа се случи, па имавме оставки од страна на највисоките лица од безбедноста на Република Македонија и тука значи беше слична безбедносна криза воспоставена со 27 април. Ако сакате да споредите, тие два настани ќе ги споредите. И ако има амнестија за овие, ќе мора да има и за кумановските настани. Тоа може да се споредува. Јас ќе морам исто така да ви одговорам нешто. Ни најмалку не станува збор за правење споредба или компарација. Секој од тие настани си е свој за себе. Она што јас го укажав е дека во историјата на Република Македонија не е непознато носењето закон на амнестија. Значи, која е целта и што е суштината на тој закон за амнестија? Затоа и на самиот почеток кажав, јас не можам да се впуштам во политичка дебата, тоа впрочем и не ми е во доменот. Меѓутоа, од она што го имам прочитано, од она што го имам видено, се однесува на самите закони, е факт дека такви закони биле донесени во Република Македонија и биле спроведени. И не значи дека гладко поминало. Јас не навлегувам во тоа како што. Амнестијата како таква, значи тука има разлика. Самата амнестија значи всушност дека поименично не се определуваат лица на кого таа ќе се однесува. Тука станува збор за некакви настани и тоа е нешто што државата го цени како потреба. Тоа е право на државата. Па во конкретниот случај, иако во зборовите на премиерот не беше тоа кажано амнестија, беше кажано помирување, начинот, какво решение ќе се изнајде, јас не можам да знам. Има тело за кое што работи на таа проблематика, кое што ќе изнајде решенија. Меѓутоа, значи дека се работи за еден човечки гест и ако е такво нешто покажано, тогаш мислам дека
е некоја политичка мудрост во прашање. Да, Рифи, реков, ќе сакам овој ваш став да го вкрстите со на другото. Факт е дека без гласовите, барем на неколкумина од овие пратеници, кои што се директно засегнати во случајот за 27 април, а и од најавите за носење на закон за амнестија, не можеше да се стигне до 2/3. Вие имате многу јавно зборувано и пишувано и за тој процес. И силно, слободно можам да кажам, го поддржувате имплементирањето на договорот од Преспа. Па сега, кај вас што е посилно? Ова првово, дека треба да се имплементира договорот од Преспа, или овој став, ќе го наречам цврст, дека амнестија не треба да има? Јас пред се сум правник и сум професор по кривично право. Разбирате, и за мене тој дел е многу важен и затоа не сум вклучена, например, во како да кажам, во политиката, во политичките работи и сето тоа. Јас исклучително го разбирам политичкиот момент и имам навистина големо разбирање за сето тоа. Не можам да го оправдам амнестијата од правен аспект. Од политички аспект ја сваќам потребата за такво нешто, меѓутоа тоа не е мој домен. Разбирате, од логиката на правно одредување на работите, мислам и се уште сметам дека е многу проблематично кога веќе имате воспоставено такво обвинение со тие докази, со таа доказна постапка, со таков комплексен случај кој што, пазете, за прв пат во историјата на Република Македонија се однесува на терористичко загрозување на уставниот поредок, а каде не се вклучени, како да кажам, албанците, и во на тој начин е многу... Имате еден од обвинетите. Добро, еден од 31. Господинот Абдул Фета Али ми вие таму, значи... Ве молам, значи да ги делиме не мора да ги делиме, бидејќи така се делеле до сега. Мислам дека излегуваме од контекст. Така се делеле, не излегуваме од контекст. Излегуваме од контекст со таквата не излегување од контекст тоа, бидејќи ова е прв случај каде што се работи за таков вид на квалификација, а каде што повеќето не се албанци, така реков, повеќето не се албанци, и сега таму може да зборуваме за амнестија, може да зборуваме за милост, може за други работи. Меѓутоа, кога има други случаи, ве молам да завршам, јас не навлегувам во вашиот начинот на кој што го истакнувате, како веќе има впечаток дека вие како да зборувате за пресуда, за веќе донесена пресуда или веќе правосилно осудени лица за такво кривично дело. Ама кога има амнестија, тоа нема да тече до крај таа постапка, нели? Ќе се затвори. Тоа е законски дозволено така да може да се предвиди ослободување од кривично гонење, или доколку има правосилна судска одлука да се спречи извршувањето на таа казна. Нема да се надгласуваме тука сега да зборуваме, затоа дебатираме. Би ве замолила да дозволите да за правда и за права морам веднаш да изреагирам. Секако, меѓутоа и јас имам свое да кажам, така што би ве замолила да бидете малце по-колегијални. И во однос на тоа, значи мислам дека е деликатно прашање кое што навистина предизвикува чувство дека таквите работи важат само за одредени луѓе и дека само заради такви политички моменти може за тоа да се зборува. И сега што ќе правите, на пример? Ете, јавно ве прашувам, што ќе се случи со луѓето за Комаров, што не ги оправдувам. Ни двата случаи не ги оправдувам, никаков случај на насилство не оправдувам. Меѓутоа, нели е тоа нефер? Нели? Бидејќи се зборува, како што реков и претходно, се зборува за ист временски период кога тоа се случува, од страна на иста гарнитура, заради исти цели, и на крај имате ваква ситуација која што навистина најмалку кажано е нефер. И од тој аспект јас не го оправдувам, бидејќи понатаму ќе тече пак таа мисла дека за насилен екстремизам се секогаш само одредени луѓе виновни, додека пак, значи, имаме ова е
позитивен настан. Знаете, позитивен настан во судството на Република Македонија со таква квалификација и со таков, како да кажам, предизвик да се соочи, доколку тоа не успее да се соочи до крај, мислам дека пак за правдата во Република Македонија ќе биде голем изостанок. А инаку за политичкиот момент мене тоа се ми е јасно и јасна ми е и работата со парламентот и со двотретинското мнозинство, меѓутоа тоа е работа на политичари, работа на правници, е да кажат што е праведно, што не. Николовска, само не, дозволете сега. Контекст ќе ве Ајде, ама сакав и за вашиот клиент да ве прашам. Кратко само. Немам уште и знаете многу како, време. Јас добивам впечаток од она што го кажува професорката дека се дава некаков си политички конотизам на сето ова. Јас тоа не можам да го прифатам така. Мојот став, уште од самиот почеток, уште од настанувањето на настаните од 27 април, да се разбереме, јас сум исто така против секакво насилие, ниту го оправдувам, ниту го дозволувам, напротив го осудувам. Меѓутоа, говорејќи сега во еден друг контекст, овдека, затоа јас ги кажувам од аспект на правно гледиште, што и како може да се случува. Понатаму, во делот и на самата таа амнестија, значи, видете, вие имате меѓу оние луѓе таму, барем она што јас го слушам, еве да кажам, на паузите, помеѓу обвинетите и така натаму во судската сала. Па не значи дека сите ја прифаќаат таа амнестија. Има дел од тие обвинети лица кои што велат дека сакаат да ја докажат својата невиност. Значи, не значи дека ова адхок се прифаќа и готово ова е начин за не знам што. Затоа ги кажувам само аргументите за против носењето на... Кажете ми, вашиот клиент, станува збор за Ѓошевски, поранешен шеф на обезбедувањето на Трајко Велјановски. Сметате дека, бидејќи се уште немаме текст на закон, дека амнестијата треба и ќе го опфати и вашиот клиент? Знаете како, и самиот мој штитеник Горан Ѓошевски даде своја изјава непосредно по давањето на својата одбрана. Видете, без да имам конкретен текст, она што и сами го рековте, во отсуство на еден конкретен текст, навистина ми е тешко да кажам или да прогнозирам дали треба и дали ќе биде опфатен. Тој не учествувал во директното насилство, апсолутно не е учесник во директното насилство. Треба да се види како ќе биде напишан законот и дали евентуално ќе биде опфатен по некој друг основ, например командна одговорност. Знаете како, тоа е исто едно специфично прашање. Како ќе ја дефинирате таа командна одговорност? Затоа велам, треба се види законот. Тоа е тоа, значи како ќе се дефинира таа командна одговорност или што спаѓа по таа командна одговорност? Во конкретниот случај се работи за човек кој постапува по законски овластувања за извршување на своите работи согласно работното место на кое е распореден. Секторски, сега да не оптеретувам, меѓутоа тука се повеќе структури во МВР, така да тоа е навистина специфично и комплексно и се додека не видиме конкретно решение, барем предлог на решение во смисла на некој текст, мислам дека никој не би можел да коментира. Арифи, бидејќи сме на самиот крај, сакам да ве прашам, останува неодговорено прашањето за евентуалниот организатор, инспиратор на сето ова. Обвинителката, шефицата на одделот, односно основното јавно обвинителство за гонење и организиран криминал и корупција, неколку пати кажува дека е во тек пред истрага, но дека засега нема доволно докази за да се отвори истрага. Може би беа поголеми очекувањата од вчерашната одбрана на Нинџа, особено затоа што го имаше повикано и својот брат, кој што знаеме дека е посочен во обвинението со својот телефонски број, бидејќи таму беше наведено дека по повик од телефон на братот на Нинџа од Виена, каде што во тој момент и Никола Груевски, практично почнува собирањето на таа група што Нинџа потоа ја собира, која што со качулки во еден момент упаѓа во собранието. Но вчера двајцата браќа тврдеа дека се чуле по телефон за сосема приватна работа. Да, па интересно е, мислам, ако луѓето уште имаат такво чувство дека целата таа работа започнала како заповед од страна на братот на Нинџа,
Стварно имам проблем со таквата теза. Мислам дека не е реално да се верува во такво нешто, но нема сега, дури за сега ни нема тоа. ништо. Да, сега не знам, Да. тој дел од обвинението некако како да виси. Да, висеше и од почеток и од секогаш главната критика во однос на ова обвинение, уште од самиот почеток кога се појави, беше токму фактот дека нарачателот, дека главниот заповеденик не е вклучен, или пак ако се повеќе лица не се вклучени, едноставно меѓутоа тоа е дел од праксата во Република Македонија. Знаете, нарачателите не беа, значи, ни во Кумановските настани вклучени, ни во други настани вклучени, така што за жал тоа уште останува така што пак укажува на тоа што треба да се земе со резерва и како од страна на овој во врска со овој исказ, зашто на пример и другите лица кои што се спомнати порано не беа вклучени во постапката и така натаму, така што остануваат нависина многу дупки и многу недоразбирања во Мораме да врска со тоа. завршуваме, ви благодарам многу. Мислам дека слушнавме интересна размена на аргументи. Ми беше задоволство да разговарам со вас вечерва. Благодарам уште еднаш. Пред да ја најавам саботажата, сакам да го слушнеме Али Ахмети во одговор на едно од прашањата на колешката од Радио Слободна Европа во редовното неделно интервју кој што ќе се емитува во недела, но еве вечерва ќе имате шанса да чуете еден од одговорите на Ахмети во кој што зборува со резерва за тоа дали ќе има двотретинско мнозинство во третата фаза. Видете го еве одговорот на Ахмети. Втората фаза од уставните измени помина, сега следи јавна дебата, потоа повторно ќе треба да има двотретинско мнозинство за гласање. Очекувате да има проблеми при обезбедувањето на двотретинското мнозинство? Па не të them shu të vërtetën, sigur kam një farë shqetësimi, sepse kjo është një proces goxha i rëndësishëm. Frigohem që të mos lëndohet nga pakujdesitë e institucioneve, të mos krijohet ai opinioni se ky është një proces që veç është mbyllur, veç që ka përfunduar. Ky proces akoma është në zhvillim dhe duhet të gjitha institucionet shtetërore, ligjvënëse, ligjzbatuese të jenë të kujdesshëm ta ruajnë nga ndonjë inflamacion i jashtëm, sepse lehtësisht mund të damtohet imuniteti i këtij procesi. На традиционалниот фолклорен фестивал на кој не се симнува од подиумот, еден од надпреварувачите постојано изразува незадоволство од жири комисијата. Тврди дека дуетот Русковска Кацарска како поранешни уметници блиски до неговиот ансамбл пак ќе се вратат на сцената за да бидат дел од хорот Сваровски. Едно да ви порачам, не се тие двете толку храбри, ќе дојде денот кога ќе ви го завртат грбот и кога истите тие ќе пропеат за сите нарачки. Додека дојде тој ден, вистинските спроведувачи на нарачки, дел од нив скриени во публиката, дел отворено, без никакви предрасуди, продолжуваат да фаворизираат дел од изведувачите, пренесувајќи импресии од нивните милозвучни настапи. Пред само неколку секунди заврши песната со која што лидерот на ВМРО-ДПМН ги поздрави, односно ги испрати граѓаните. Фактот дека тие се само обични интерпретатори, а сосема друг ексклузивен автор на рефрените, го потврдуваат концертните ветерани. Тие непогрешливо укажуваат која е вистинската песна, кој точно ја компонира и кој зад сцената сериозно очекува да биде опеан. Никола Груевски е многу потребен за Македонија и еден ден се надевам дека Никола Груевски ќе биде председател на Република Македонија, што поскоро тоа подобро. Не мора да се брза оти оваа мелодија очигледно е евергрин, а би можела да прерасне во хитот и попружената во знак на помирување, наместо високо крената во знак на револт и индигнација. Истата таа рака пак била подадена, ама само како символ на учтивост и воспитание.
Премиерот Орбан беше само на вечерата, имаше само куртоазно поздравување помеѓу сите премиери и потпредседатели на влади и министри. Тој денеска не остана овде на самитот, за да можеме да оствариме некоја средба. Таква средба тешко и дека ќе се случи во догледно време, се додека не бидат испишани нови партитури, со кои ќе мора да се запее во друг ритам. Но добро е да се знае дека освен со унгарскиот мелос, на различна фреквенција сме и со сите други, чија музика скапо сме ја плаќале. Реално ние имаме проблем и со некои држави кои што се во склоп на Европската Унија, камоли за да збориме за некои даночни рајови, нели офшор земји кои што се Панама, нели Белизе, Далавер. И на крајот, за да нема далавери и слични раеви, ние си ја тераме по балкански. Да е ваше земјиште. За колку ќе продавате? Вака, Мишко. Можете и вака, ако сакате, да е мое земјиште. Мислите дека ќе го продадам за 300 евро тоа земјиште? Сериозно? Вака, Мишко. Нема ниту вака, ниту така. Ама државно е. Затоа, вози Мишко. Толку за вечерва. Се гледаме в понеделникот 22. Останете налса да ги видите и вестите. Пријатно!